Мојот денешен соговорник е доктор на науки на престижната катедра за светска уметност, култура и танц на Универзитетот во Калифорнија, Лос Анџелес и асистент на предмети поврзани со танц и изведбени уметности. Филип Петковски, денешен соговорник во Трилинг. Господине Петковски, долги години живеете во Америка, го живеевте американскиот сон. Што ја крепеше идејата да се вратите во Македонија? Моето враќање во Македонија во принцип беше и случајно, односно јас требаше да дојдам тука на 2 недели, бидејќи тоа требаше да биде некој распуст. Меѓутоа почна коронавирусот и некако тие 2 недели стана веќе скоро и 2 години. Така да се вратив, меѓутоа се ближеше и денот кога требаше да докторирам, односно немав повеќе ангажмани на факултетот, не можев да работам понатаму како асистент, го напишав докторатот и дојде нели тој момент кога треба да се одлучите каде ќе живеете, каде ќе творите, каде ќе работите. Јас решив да дадам некоја, да речеме, последна шанса на мојата родна земја, односно во Македонија, да се вратам и тука да пробам да изградам некаква кариера, иако тоа го имам неколку пати направено и претходно, меѓутоа неуспешно. Но овој пат бев решен дека овој пат ќе се потрудам најсилно и дека сега како доктор на науки дека во мојата земја ќе има некаков простор каде што јас ќе можам да творам и каде што ќе можам да работам. Така да тоа беше поидовната идеја, меѓутоа вистински го сакам и Скопје, вистински ја сакам и оваа земја, сакам да сум тука, уживам кога сум тука сум најкреативен, тука сум некако најсреќен. Сега дали тоа била правилната одлука е друг моебет, нели? Донесовте одлука да се вратите во Македонија и напишавте статус на социјалните мрежи во кој што кажувате дека државата нема слух за вашите квалификации и вашето образование. Интересен е податокот што дури 900 луѓе го споделија тој статус, кој што го напишавте на социјалните мрежи, и според тоа гледате дека во битката не сте сами. Каде е сршта на проблемот? Не се дава доволно акцент на потенцијалот на младите во земјава? Обиди за вработување во државата сум имал неколку пати, односно 5, мислам дека ова е 5-ти пат, и секогаш тој процес завршувал несреќно, да речеме, односно неуспешно, односно не сум успевал да најдам работа, меѓутоа како што ви реков, овој пат бев сигурен дека бидејќи се занимавам со културно наследство и со таа тематика, и нели Министерството за култура премногу вложува во заштита на културното наследство, сега се отвори катедра на ПМФ за заштита на културно наследство и мислев дека ќе биде тоа некаква потенцијална работно место за мене. Петковски, македонската публика ве забележа по проектот Вита. Тоа беше проект во кој што учествуваа јавни личности, носеа македонски носи. Потоа следуваше филмот Витро. Се чувствува дека фолклорот и традицијата некако ви се провлекува како мотив низ работата. Тоа е нешто што вечно ме фасцинира, тоа е единственото нешто што е оригинално во државата, што е автентично и што може да се користи. Мислам дека не е доволно искористено, а и постои преголем потенцијал. Така да сите овие проекти ми се на некој начин представување на нека нова форма на изразување, односно како да се искористи ова, односно нешто што е автохтоно македонско или нешто што постои во оваа држава. Вие сте единствениот човек во земјава кој што има докторирано на тема заштита на културното наследство и веројатно најмногу ги познавате работите како стојат во УНЕСКО. Каква е позицијата во моментов на Македонија во УНЕСКО? Постојат 2 листи во УНЕСКО, односно едната е за материјално и природно културно наследство, каде што се наоѓа градот Охрид, односно Охридско-Струшниот регион и Охридското езеро, кое е на листата на културно наследство и природно наследство. Меѓутоа, статус загрозено, тоест се уште не е одобрен тој статус, бидејќи УНЕСКО даде на Македонија 2 години да поправи, мислам дека беа 157 наведени точки, за да го задржи тој статус, во спротивно доколку наредните 2 години тоа не се случи, градот Охрид и Охридското езеро ќе поминат во статус на загрозено, потоа може да се тргне воопшто од листата доколку нема. И постои листа на нематеријално културно наследство, кој Македонија има испратено 5 елементи, односно тоа се гласовичкото пеење од Тетово, оротокопачка од Пијанец, понатаму хидрлес, празнични пролетни обичаи од цела Македонија, мартинките и мислам дека заборавам и празникот Четрсе во Штипско.
Велите сакам да правам промени и во статусот кој што го имавте објавено на социјалните мрежи, имате запишано сакам да останам во земјава и да направам промена. На какви промени точно мислите? Па, сега, не знам, би требало да ви дам конкретни примери. Промени, например, во тоа како се прави кореографија во Македонија, што презентираат македонските национални установи на репертоарот. Еве, да почнеме од такви промени. На тоа како Македонија се представува во УНЕСКО, какви проекти прави во УНЕСКО, тоа е некој друг вид на промена. Како гледаме на тоа како се држи час на факултет, како изгледа едно предавање, тоа е некаква промена. Однос институција со независна сцена, тоа е една промена, односно многу идеи кои додека сум живеел било каде во странство, сум ги премислувал, сум ги запишувал, сум правел програми, сум вистински онака сум размислувал да, окей, знаете, ќе се вратам летова, па може ќе разговарам со некого тука и ќе ми се укаже шанса и ќе можам да изјествувам на некакви мали, но за мене битни промени. Имате интернационална кариера, имате интернационално искуство. Како ја оценувате уметноста во Македонија, односно состојбата со уметноста во моментов? Јас, како што кажав, тука сум најкреативен, тука сум најсреќен, тука највеќе сакам да творам, да правам уметност, тука познавам многу уметници, во принцип 90% од моите пријатели се занимаваат исто така со уметност. Сега нормално е, мислам дека со ситуацијава со коронавирусот стагнира, се сеќавам на моменти кога се играле предобри, например, театарски представи, кои имало пресовршени танцови перформанси, кога вистински сум бил изненаден и среќен како стои културата, меѓутоа проблемот е друг, проблемот е што за да стигнете да режирате представа, за да стигнете да играте во не знам, да сте вработени во опера и балет или во било која некаква танцова трупа, се зборам за тие бидејќи со принцип со нив имам највеќе контакти, е тежок процес. И тоа се одразува во тоа да ги демотивира луѓето кои што сакаат да се занимаваат со. Јас знам еден куп пријатели и луѓе кои завршиле, например, на факултет за драмски уметности, кои завршиле, не знам, балетско средно училиште, кои веќе после 5 години не биле вработени и онда изгубиле скроз волја да се бават со тоа, многу од нив страшни таленти. Витковски, ви благодарам за денешниот разговор. Благодарам и на вас.